Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Зошто е важно да веруваме во безгрешноста на Библијата на Светото Писмо? Живееме во време кога на луѓето им е сеедно за многу работи. Постмодерниот човек наместо да прашува, како што праша Пилат, што е вистина, тој однапред вели, ништо не е точно. Или, можеби, има вистина, но не можеме да ја дознаеме. Ние луѓето како да сме навикнати да бидеме манипулирани. И мнозина не гледаат ништо вознемирувачко во лагата и манипулациите. Кога луѓето тврдат дека во Библијата има грешки и недостатоци, тие не застануваат во одбрана, туку го прифаќаат тоа здраво за готово и не се обидуваат да го истражат таквото тврдење. Зошто? Затоа што е доволно некој познат научник или личност да го каже тоа и да се убедат луѓето. Учењето за безгрешноста на Библијата е исклучително важна, бидејќи вистината на секој од нас му е потребна. Ова го одразува карактерот на Бог и е основа за нашето разбирање на се она што се учи во Библијата. Еве неколку причини зошто треба апсолутно да веруваме во безгрешноста на самото писмо Библијата. Прво, самата Библија тврди дека е совршена. Господовите зборови се чисти зборови, како сребро претопено во печка, пречистено 7 пати. Псалм 12, 6 стих. Во Псалм 19, 7 стих вели: законот Господов е совршен. А во Пословици или изреки Соломонови, 30 глава, 5 стих вели: секој збор од Бог е чист. Овие тврдења за чистотата и совршенството на Библијата се апсолутни тврдења. Библијата тврди за себе дека е целосно совршена книга, која не остава простор за теории за делумно совршенство. Како второ, Библијата е една целина. Ако за некој популарен весник се открие дека редовно дозволува грешки, тој весник брзо ќе ја изгуби својата репутација. За да може еден весник да ужива доверба во секоја од своите делови, тој весник мора да одговара на фактите насекаде. На ист начин, ако Библијата не е точна книга, ако не е точна кога зборува за геологија, зошто тогаш би имале доверба во нејзиното теолошко учење? Таа или е сигурен документ, или не е. Не може да се има доверба во книга која што на едно место зборува погрешно, а другото да го сметаме дека е исправно. Како трето, Библијата е одраз на својот автор. Сите книги се од еден и единствен автор. Библијата е напишана од самиот Бог, работејќи преку човечки автори во процес наречен инспирација. Павле вели: целото писмо е од Бог вдахновено. 2 Тимотеј 3 глава 16 стих. А во второто писмо од Петар 1 глава 21 стих се вели: дека ниту едно напишано слово или збор не е сопствено кажување на пророкот, туку сите пророци зборувале и биле боговдахновени од Светиот Дух или раздвижувани од Светиот Дух. Веруваме дека Бог кој го создаде универзумот, Вселената, може да напише и книга за да се поучиме од неа. Бог кој е совршен може да напише совршена книга, само совршена. Прашањето не е само дали Библијата има грешки, туку може ли Бог да дозволи грешки. Ако Библијата содржи фактологиски грешки, тогаш Бог не ја кажува вистината. Се би било лага и неприфатливо за човекот. Ако Библијата содржи противречности, тогаш Бог е автор на конфузија, а тоа е неможно. Со други зборови, ако Библијата има такви грешки,
тогаш Бог не би бил Бог. Четврто. Библијата е наш судија, а не обратно. Зашто Божиот збор ги испитува мислите и намерите на срцето, пишува апостол Павле во Евреите, 4 глава, 12 стих. Забележете ја поврзаноста помеѓу срцето и зборот. Зборот го истражува срцето. Ако поради некоја причина се однесуваме скептично кон некои делови од писмото, тогаш ние стануваме судии, така што зборот треба да се подчини на нас, а не ние на него. Но Бог вели, кој си ти, о човече, да му приговараш на Бог? Римјаните, 9 глава, 20 стих. Петто. Пораката на Библијата треба да биде прифатено како целина. Библијата не е мешавина од повеќе различни учења за да избираме по желба. Многу луѓе ги сакаат стиховите кои велат дека Бог ги сака, но не ги сакаат оние стихови кои велат дека Бог ќе им суди на грешните. Со таков став создаваат две различни учења дека Бог е само љубов, но не и судија на грешните. Ние не можеме да правиме избор на нешто што ни се допаѓа и нешто што не ни се допаѓа од Библијата. Ако, например, Библијата погрешно зборува за пеколот, дека погрешно зборува, тогаш кој ќе потврди дека зборува исправно за рајот или за нешто друго? Сето тоа ќе се сведува на човечките желби и посакувања. Ако Библијата не може да ги пренесе правилно деталите за создавањето, тогаш каква сигурност имаме за оние информации кои се однесуваат за самото спасение? Например, ако историјата за Јона е мит, измислица, легенда, тогаш можеби мит е и приказната за Исус. Луѓето на таков начин треба да се прашуваат. Но напротив, Бог тоа што го рекол во Библијата, ја презентира комплетната слика за него. Во Библијата е запишено: Господи, Твојот збор е утврден на небесата до века. Псалм 119, 89 стих. И шесто, последно, Библијата е нашето единствено правило за верата и практиката. Ако тоа не е сигурно, тогаш на што се втемелени нашите верувања и убедувања? Исус ја сака нашата доверба, а тоа вклучува доверба во она што го вели во неговиот збор. Во Јован, Евангелието 6 глава 67 до 69 стих е запишено вака. А Исус им рече на 12-те: да не сакате и вие да си отидете? Симон Петар му одговори: Господи, при кого да отидеме? Ти имаш зборови на вечен живот. Ние поверувавме и познавме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Исус беше сведок на оние кои си заминаа од него и него следеа веќе. Тогаш тој се обрна кон 12 апостоли и ги праша: да не сакате и вие да си заминете? Тогаш Петар проговори во име на останатите и вели: Господи, при кого да отидеме? Ти имаш зборови на вечен живот. Ваквиот став и принцип треба да го имаме сите. Во него е вистината, тој е самиот вистина. И како резултат на таа вистина, ни го подари писмото кое е безгрешно. Сепак, безгрешноста на Библијата не значи дека треба да престанеме да ги користиме нашите умови како што треба. Или да не ја проучуваме Библијата аналитички. За нас е заповедано да го проучуваме писмото. Тие луѓе кои го истражуваат и проучуваат писмото, Библијата ги пофалува, бидејќи на таков начин се расте во побожноста. Ние сме свесни и признаваме дека има тешки нешта во Библијата, како и некои несогласување во врска со толкувањето, кој е наш проблем. Нашата цел е да пристапиме кон писмото со почит, со респект, со молитва. И кога наоѓаме нешто што не го разбираме, тога се молиме, учиме повеќе и доколку го немаме одговорот и понатаму, понизно ги признаваме нашите собствени ограничувања во лицето на совршениот Божи збор. Да, Библијата е безгрешна. Самата Библија тврди дека е совршена.
Библијата е една целина. Таа е одраз на својот автор. Библијата е наш судија, а не обратно. И пораката на Библијата треба да биде прифатено како целина. И Библијата е нашето единствено правило за верата и практиката. Бог да не благослови сите. Амин.